Грашокот е мешункаст производ, од кога ќе се отвори и биде замрзнат и во кесичка или се стави во конзерва. Ако не се свари како што треба, тој е тврд и не е добар за консумација. Тогаш проблемот е или кај тој што го готвел или во рецептот. Епилогот изгледа уште долго ќе ја мачи македонската политичка кујна. Би замолила една работа. Граѓаните да бидат стрпливи, да почекаат малку. Времето ќе покаже кој бил во право, кој не бил и зошто се случуваше сето ова. Оставете на времето, ве молам, за многу скоро ќе ви биде јасно на сите зошто се случува сите овие работи. Гравот, за разлика од грашокот, се категоризира во друга група на растенија и тој подолго термички се третира. И кај него е важно да биде омекната според упатството за употреба. Неопходно е да се помине низ најмалку 2 води, па потоа да се стави на огин. Ама оној на синдикалниот лидер, иако 1. мај е далеко, изгледа веќе му е сварен. Почитувани, Сојузот на синдикатите на Македонија е декиднапирана од СДС. Веќе подолг период, овој синдикат нема автентично делување, туку следи насоки на опозицијата. Иако е чудно во овие времиња некој да се потпире и да ги следи насоките на тие кои самите се уште не знаат кај одат, погледнато од друг ракурс, ја покажува таа мала хипокризија која се крие при користењето на алатките на пропагандата, бидејќи е и повеќе од нормално, не синдикатот, туку партиите да се шлепаат на неговите политики. На штрајкот се појавија и пратениците од ВМРО-ДПМН и членови на Комисијата за финансирање и буџет, кои изјавија дека даваат максимална поддршка на Сојузот на синдикати на Македонија. Го превзедовме тој ризик, свесни дека можеби ова наше доаѓање тука ќе го протолкуваат како политизирање на вашиот настан, што апсолутно го демантираме, бидејќи и ние сме представници на народот. Представниците на народот секогаш треба да се грижат за него, па дури и тогаш кога се смета дека нивните чекори наликуваат на претходниците, кои токму поради таквото поведение доплатија изборниот цех. Па на истиот начин, наместо зошто бифтеци, папаја и манго, се калкулира со ценовниците. Да ги побарате договорите од претходната година и договорите од оваа година од Службата за општи и заеднички работи и да ја направите споредбата. И тука да го поставиме прашањето додека секојдневно пласираат вести за повисоки цени, како е можно договорите да имаат пониски цени од оние кои што биле склучувани претходно. Излегува дека е барем поевтино од како и досега, на кое сериозно ќе му се ставеше на крај. Иако има уште многу тестови, меѓу кои и оној за узурпацијата на културното богатство, преку каприциозни градоначалници, кои наместо борба со нив, самите креваат дивоградби и тоа со символична намена. Согласно нели елаборатот за старата скопска чаршија и режимот на заштита од прв степен, значи го нарушува интегритетот на старата чаршија и затоа треба да биде отстранета. И на крајот, исклучително е важно точно да се знаат поставените точки, како маркери за движењето. Леле не знаат протокол. Страшно. Ваквиот протоколарен гаф од 360 степени само ја подотвара вратата на сомнеш, дека постојано се вртиме во круг.